почитувани колеги пратеници, крајот на годината е добро време да направиме резиме за 2019 година во делот на здравството, но исто така крајот на мандатот на Зоран Заев е добро да направиме резиме за тоа што се случило и што не се случило во областа на здравството. Би сакал клучните неколку работи да ги направам. Прво, од оваа говорница тука, Зоран Заев 20 пати порача дека ќе почне да го гради клиничкиот центар. Во соседната сала се правеа координации, се бираше локација, нема една шајка заковано. Абер нема од изградба на клинички центар и покрај тоа што се најави плячката на векот, а тоа е 500 милиони евра без анекси, со се анекси ќе беа 700-800 милиони евра во делот на изградбата на нов клинички центар. Второ, во делот на здравството имаме невидена негативна селекција, која што можевме како пример да ја спомнеме од минатата недела од Велес. Внимавајте, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Од 10 пријавени се примаат 5 кандидати за лекари, односно за доктори. Не влегува првиот, не влегува вториот, не влегува третиот. Кој влегува? Влегува 10-тиот. Таа е причината, почитувани колеги, зошто оваа 2019 година е еден негативен, катастрофален, лош рекорд во историјата на Македонија. До октомври не заминаа 400 доктори, а сега кога ги ставиме и последните 2 месеци, оваа година, 2019 година, ќе завршиме со 500 заминати доктори од Македонија. Ако тоа не е национална катастрофа, ако не е тоа жал и гревота, ако не е тоа губење на луѓе кои што и се и тоа како потребни на Македонија, не знам што е. Дојдовме до ситуација, почитувани присутни, да цели региони во Македонија сега веќе немаат доктор од одредена област. Независно дали некаде фали анестезиолог, дали некаде фали хирург абдоменалец, дали некаде фали пулмолог, дали некаде фали хирург, дали некаде фали офталмолог, дали некаде фали гинеколог. 500 заминати доктори, односно лекари во една година. Тоа е, почитувани присутни, 2 доктори во еден работен ден. Секој работен ден оваа година заминувале по 20 доктори. И најчесто заминуваат, која доктор ќе замине, најчесто заминува со своето семејство. И заради тоа таа Македонија, почитувани колеги, кога Зоран Заев од оваа говорница вчера ќе ни каже дека блескаме. Блескаме ли? Во која област ние тоа, почитувани присутни, блескаме? Зарем блескаме кога во оваа 2019 година ќе имаме најмногу умрени, најмногу починати од како има статистика во Македонија. А ќе ги погледнете првите 3 квартали, бројот на починати лица во Македонија во првите 3 квартали од јануари до септември е зголемен за 700 луѓе. 700 луѓе повеќе имаме починато од што претходната година. Минатата година се имале 14.500, а оваа година имаме 15.200 починати. Тоа ви се фрапантни 700 починати повеќе луѓе во Македонија. Најмногу во историјата. Со оваа тенденција ќе дојдеме до бројка од 20.500 починати. А со оваа тенденција за прв пат во Македонија ќе имаме родени по 20.000, ќе имаме 19.500. За прв пат Македонија ќе отиде во негативен природен прираст. Почитувани присутни, оваа година видовме исто така и еден феномен за кој што зборуваше колегата Горан Манойловски, а тоа е напади врз лекари. Напади врз лекари имало секогаш, но немало никогаш ситуација каде што секој 2 недели имаме физички напад врз лекар, претепување. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што нема држава. Тоа е така затоа што е башибозук. Тоа е така затоа што е анархија.
Се сеќавате ли вие, почитувани присутни, пред 10 години, пред 20 години или пред 30 години да сме имале секоја втора недела нападнат или претепан лекар? Немало, почитувани присутни, немало. Затоа што имало елементарен ред и закон. А затоа што денес не знаеме кој кого ќе испука на улица, не знаеме кој ќе извади каде автомат, не знаеме кој автомобил ќе биде запален на паркинг и така натаму и така натаму. Понатаму имаме ситуација каде што со месеци, месеци и месеци наназад нема вакцини за децата. И во ситуација каде што имало ембарго, во ситуација каде што имало рецесија, во ситуација каде што имало и Косовска војна, и војна во Србија, и бомбардирање, и пад на војни магазини во Албанија, и ембарго од Грција, и се останато, ние во Македонија си имале вакцини. Сега, во моментов, денес, немаме вакцини за децата. Денес. Има уште многу работи кои што може да се набројат, но би сакал да ја резимирам ова 2019 година, но би сакал да ги резимирам изминатите 3 години од оваа власт во делот на здравјето и здравството. Одиме со бројките. Клинички центар не почна да се гради, иако Зоран Заев тоа 10 пати го најави. Иако ја зголеми цената од 72 милиони евра на 500 милиони евра, без анекси, со анекси, тоа ќе бидат 700-800 милиони евра, исто како што Горан Сугаревски сега на оваа седница ни предлага четврти анекс на автопатот Кичево-Охрид. Четврти анекс, колеги. Па вие ни велевте овде дека 400 милиони евра за Кичево-Охрид се многу преплатени, огромни, коруптивни и така натаму и така натаму. А сега се 600 милиони евра. И тие дополнителни 200 милиони евра што ги потрошивте за патот Кичево-Охрид се без тендер. Внимавајте, 200 милиони евра без тендер. Значи, да се вратиме на здравството. Клинички центар не почна да се гради. Абер нема одградење, иако тоа е навестена како плячка на векот во Македонија. Од 500 милиони евра, фрапантни, а ВМРО ДПМН потпишта за 72 милиони евра. Оваа година, почитувани присутни, од здравството ни заминаа рекорден број до октомври од 400 заминати доктори. Годината ќе ја завршиме со 500 заминати доктори. Тоа значи дека секој работен ден заминуваат по 20 доктори. Ќе останеме без доктори. Ќе имаме цели региони, посебно во руралните области, и по малите градови во Македонија, каде што нема да има доктор. Нема да има кој да ги гледа оние луѓе од 65, 70 или 80 години. Понатаму, почитувани присутни, имаме конкурси минатата недела во здравството, каде што ни првиот, ни вториот, ни третиот не влегува на работа, влегува 10-тиот. Оној со 75 години, со 75 бодови, не трга на работа оној со 40 бодови. Зашто? Затоа што е роднина на локалниот претседател на СДСМ. И кога ќе ни заминат првиот, вториот и третиот, кој што е на листата, кога ќе ни заминат во Германија, во Шведска или во Австрија, тогаш ќе шириме рамења и ќе викаме лоши се состојбите. Имаме напади и претепани доктори, како никогаш досега. Се сеќава ли некој да сме имале секој 2 недели наслов претепан доктор? Затоа што во државата владее анархија како никогаш досега. Дрога се продава како никогаш досега, се претепуваат луѓе, се палат коли. Немаме вакцини и во оваа година, почитувани присутни, имаме 700 во првите 3 квартали. 700 повеќе починати лица од минатата година. Оваа 2019 ќе имаме рекорд во број на починати лица, најголем, и ќе имаме рекорд во најмал број на родени деца. Тоа не е живот, тоа е смрт биолошка за Македонија. Тоа е катастрофата на Зоран Заев. Благодарам. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на закон